Детето што сонило сонцето на десното рамо и месечината на левото. Чита Александар Станојков. Му умрело на едно дете татко му и мајка му се премажила за друг маж со збор да си го донесет и детето при тој маж да ја го гледат на место челат. Арно ама, туѓата челат не е мила како што е мила својата. Од кога поминало некое време, детето приочува си, ватил да го гледат напреку. И во јадење, и во пиење, и во седење, и во спиење. Туку му барал некаков крај за да го истера, а арно ама детето било многу умно и разумно, да никако не му сгрешавала на очува си за да најди мана и да го истера. Една ноќ беше видело детето еден чуден сон, како да беше огреало сонцето од неговото десно рамо и месечината на левото. Од што беше сирото дете набожно и од радост што му било за сонот што го видело, утрото кога станало спиење, му го кажало сонот на очува си. Арно, ама што го снашло сирото? Красте, краставо, му рекол очув му на алте на детето. На тебе ти огреат сонцето и месечината, не те страм да се застрамиш, туку такви збора изборуваш, за тебе ќотек само. На тоа згора грабна една суројца и му се пуштил да го бие детето. Од која беше изело детето неколку суројци по плеќи од очува си, трештило да бега кај му очи гледале. Цел ден што бегало и вечерта дошло во една гора, та нашло едно шупливо дрво и влегло внатре та си легнало. Утрото рано застанале две убави пилиња да се надпеваат со своите убави песни на дрвото кај што било детето. Во тоа време беше излегол царот на лов и чул двете пилиња кај што пееја. Бидејќи царот бил многу мераклив на такви булбулчиња, натерал измеќарите да и ватат со некаков маривет тие две пилиња. Кога дошле царските измеќари близу до дрвото, се уплашило детето од нив и стропало на дрвото, свикало со глас и уплашило двете бјулбјулчиња да си летнале. Кога се научил царот, оти детето и уплашило бјулбјулчињата, без да го праша и препраша, заповедал да го однесат во темни зандани тамо да лежи дури сакат царот. А спроти занданот бил царејот од ќерка му на царот кај што си седела и си живеала. Уште од првата вечер видела цареја ќерка една голема светлина во мазгалката од зандано. Втората вечер пак видела таква светлина и не дотрајала до друга вечер, ами слегало царејо и пошла да види што светит така. Кога надзрала во мазгалката во темна зандана, што да види? Едно момче со сонцето на десното рамо и месечината на левото. Му викнала цареја ќерка на момчето да појдит кај мазгалката и го испрашала од каде и што е и заошто е клаен во занданот. Момчето е кажало да аз дујшица. Трај момче, му рекол цареја ќерка. Дели било за тоа, јас ќе пуштам луѓе под камен да бараат и такви бљулјбули да најдат, за ќеот на татка да му го сторат и после јас тебе ќе те измолам и да знаеш оте ќе те земам за маж да ми бидиш. Чун ти многу те замилува во твојот умен разговор. Кога чу момчето од цареја ќерка тие зборови, многу му благодари и остана во надеж да се пушти од темната зандана. По малку време ватила две пилиња цареја ќерка и од која го смирила татка беше го измолила детето и го пуштила од занданот, да го запрела во незиниот сарај да слугуваат наместо измеќар. Царската ќерка била втасана за мажење и ја сакал ден царски син да ја земи за невеста, арно ама царската ќерка ни бари узвртела на царското момче. Многу пати татко и мајка ја му отвореле зборо за да ја даат на царскиот син. Еднаш веќе се престрамила и ја казала на мајка се оти таа ќе си го земи момчето што му чини измет во сарајот. Кога чуле цар и царицата од ќерка си тој збор, многу мака беше му паднало и многу се мачија да ја кандисаат да ја даат за царскиот син, а не за измеќарот. Од кога се видоа и не може да ја кандисаат, ја дадоа за измеќарот и го сторија домазет. Кога чу царев син што ја сакаше,
од мака што беше му паднало, беше сакал Дженг да отвори Арнова, мезличот не беше го оставиле. Преслагал царев син со еден маривет да го спријатели и да го погуби, да му ја земи цареја ќерка. Сопрво започнал царев син со книги да се спријателува со царев зет, и после сам сопрво тој отишол како на гости у царев зет за пат да му отвори и тој да му појде у него на гости за да го погуби. Бидејќи царев зет беше кроток и незлоблив на срце, си ја зел цареја ќерка со малкуте бабија и тргнал да му оди кај царев син на гости, за да му врати честа што беше му ја сторил. Одејќи по патот царев зет, видел еден човек кај туку се наведувал на земјата и наслушувал. Абре човече, му рекол царев зет, што туку се наведуваш и умото наазем и го клаш? Наслушува момче што се зборува по земјава, затоа ме викаат наслушни гора. Те молам, пријателе, ела со мене кај царот на гости, што ти чини ќе ти платам ако ми послужиш нешто, му рекол царев зет. Кандисал наслушни гора и тргнал по царев зет. Подиле потамо и евете еден човек кај туку чекорил од една планина на друга. Него го викале Чекор планина. Го поканил царев зет и него за со него да одит, и тој тргнал по царев зет. Подели уште потаму и еве еден трети човек кај туку мери со еден топуз да врли на една звезда. Го зел и него со себе за да му се најди на злочас. Дошле да преминат преку една река и еве му еден човек што го викале Шмркни море. Го зел и него со себе и отишли у царев син на гости. И пречекал царев син со голем ќев и заповедал да му даат вечера. Ама вечера да му дајте, му рекол царев син, 10 толку отколку што се дојдени со царев зет, за да исрамите. Наслушни гора чул тој збор што рекол царев син и му рекол на Шмркни море да шмркни вечерата. Носи царските измеќари јадење и пиење, Шмркни море шмрка и друзите јади, и така не могоа да и надносат царските измеќари. Кога виде царскиот синот и толку малку луѓе изедоа толку многу вечера, на чудо беше станал. На легнување, царскиот зет да спиет, во постелата беше му клал царскиот синот трувачка да легне и да се отруе. И затоа беше чул наслушни гора и му кажал на царот да не лежи во постелата што беше праена со трувачка. Другиот ден заповедал царскиот син да ја огорат бањата и да влезе царскиот зет ѓоа да се мие и да изгори. И затоа разбрал наслушни гора и му кажал на царскиот зет кој ќе појди на бања да го земи и Шмркни море. Утрото му сторил царскиот син чест ѓоа на царскиот зет и го поканил на бања. Сопрво отишол Шмркни море, шмркнал колку што требало вода од река и после отишле со царев зет на бања. Едно отворил вратата од бањата Шмркни море и ја пуштил од уста реката, та ја угасил бањата и се измил царев зет без да му се стори колку едно влакно зијан. Кога се научил царев син, на чудо беше станал. Слушај вамо ти царев зет, му рекол царев син. Јас сакам да се ватам со тебе со облак, да пуштиме по еден човек на онаа планина да земат по едно бардаче вода. И кој ќе дојди овде побрго, тој да го добие челенго. А ако дојди мојот побрго, ти ќе ми бидиш ќоле до веко со невестата ти. А пак ако дојди твојот човек побрго, пак јас да ти бидам ќоле со мојата убава сестра. Мошне арно, му рекол царев зет. Така нека бидете. На часот, царев син си пуштил еден свој брз човек што имал да му залиит едно бардаче вода. Царев зет го пуштил очекори гора да залиит и тој едно бардаче вода. Дори да дојди човекот од царев син, очекори гора, пречекорил и веднаш залеал вода. А Арно, туку на враќање, очекори гора, заспал на патот. А пак царскиот човек трчал што да можи и останал уште за малку да дојди. Тога му заповедал зет му од царот на тој што гаѓаше со топузот,
да врли на очекори гора и да го разбудит. Врлил со топузот и го разбудил очекори планина, та тој побар го донесол вода. И облогот беше го добил царев зет. И си отишол дома со уште една невеста и со голема стока. Вечерта, кога седнале да вечераат со царот на трпеза, царев зет седнал помеѓу две убави невести и од десното рамо му греело сонцето и од левото месечината. Блазена ќерка ми и мене со ваков зет, рекол царот, и си останале здрави и весели.